На 9 минути после 12 часот го започнуваме третиот час од емисијата и продолжуваме на тема спорта, кога станува збор за спортот во струга, вистински бренд е триатлон и пливачки клуб 3 дисциплини, каде и да настапат во нашиот град се враќаат со медали, а сето тоа е резултат на посветената работа и љубовта кон пливањето, трчањето и велосипедизмот, категории кои што ги негуваат со труд и развивање на талентот кои што членовите на клубот и тоа како го поседуваат. Деталите за нивните активности и периодов ги дознаваме од тренерот Никола Кутановски. Никола, надпреварувачката сезона ја започнавте на меѓународното и државно дуатлон првенство во Скопје, од каде што се вративте со 9 медали. Кажи ми колку време се подготвувавте за овој настап и колку сте задоволни од постигнатиот резултат? Пред се прво да ви се заблагодарам за поканата за учество кај вас овде. Второ за огромната поддршка што ја добиваме од вас како радио, како медиумски еден покровител наш, кој што нонстоп е тука да ги извести сите граѓани на Струга и па и пошироко во етерот за нашите резултати. Сега последната трка, значи тоа беше дуатлонот, таа беше наша втора трка за годинава. Сезоната ја почнавме во Кавадарци на трката маратонско трчање, односно помали трки на 10 и на 5 километри, како една подготовка за деца на надпревариве. Дуатлонот во Скопје ни беше една контрола во надпреварите што се најдобри нашиве деца. Претежно се дуатлон затоа што имаме закаснување од пливањето во сезоната. Сега за сега се надеваме дека овие резултати ќе ни продолжат на наредниве надпревари, со оглед на тоа што тада максимум барем некои од нашите надпреварувачи, а другите не дадоа скроз максимум, затоа што не беа скроз подготвени во нова категорија, префалија категорија. И тоа се случува некогаш, нели? Да. Така, пред овој разговор јас ви побарав листа на следни настапи и ми испративте како информација една навистина доста набиена агенда со надпревари во Македонија, Бугарија, Србија, во Хрватска. Исполнато ви е од сега до август. Ајде да споменеме дел од надпреварите кои што ви престојат сега и какви резултати очекувате. Да, ова година за разлика од претходната сме бајги по полната агенда имаме од претходната година. Во што не ви пративме агендата со пливачки надпревари, затоа што календарот уште не е целосно излезен, па ги добиваме надпреварите на 2-3 недели пред да се одржат. Ова сезона имаме многу важни надпревари од аспект на тоа што веќе настапуваме на европска сцена. Значи имаме многу битен надпревар што него наспоменавме, тоа е во Германија, во Рот. Се одржува на 24 јуни, каде што настапуваат 5 деца, најуспешните од нашиот клуб. Па после тоа исто многу важна трка ни е во Америка, крајот на август месец, каде што ќе настапиме на нивното државно првенство. И се надевам дека ќе му дадат пред се виза на децата, па за да одиме да настапиме на тоа надпреварување што ни е од огромно значење, затоа што мислам дека ако некој од децата изборат пласман таму, би добиле и стипендија за да останат таму. Така, им давате навистина големи можности со тој потенцијален настап во Германија и во Америка. Може би звучи како клише, но кажи ми која е тајната на успехот? До сега не се случило да отидете на некое надпреварување и да се вратите без награди, со оглед на тоа споменавте дека постојано ве следиме и ги информираме слушателите, така што секогаш доаѓате со многу медали. Да. Значи... Како прво се навикнавте и на тоа темпо на надпреварување и тој константен успех кој што го имате? Пред се ево прилика да изражам огромна благодарност до самите деца, затоа што клубот не би бил то сега што е ако не беа децата. Значи децата се максимално мотивирани, максимално се заложени да стигнат до секој успех на секоја трка. Са нормално има моменти каде што се скроз мотивирани, има моменти каде што не може едноставно коцки да се поклопа за да видат прво место. Значи тука се со второ, трето, четврто, петто место. Значи сето ова се должи на нивната пожртвованост и на тоа што сакаат да успеат во нивниот живот пред се, нормално. Тука сум и јас што го користам секој еден момент да сум нонстоп покрај нив и да му излезам во пресред за секоја било која работа, значи во личниот живот или во тренажниот процес. Така, верувам, функционирате како семејство и како пријатели истовремено. Сега она што е најважно за да се постигнат резултатите кои што вие ги имате се тренинзите, колку Струга ви нуди услови за работа и квалитетни тренинзи? Па, значи ние како
општина Струга, како Струга, како град, сме на одлична местоположба. Со тоа што заради временските услови, знаеме, покрај езеро сме, не можеме да ги одвиваме нашите тренинзи нонстоп на отворено. Втора работа ни е може една од најосновните, пливањето, водата, базенот, знаеме дека се работи на нашиот базен, пак затворениот базен. Благодарност, ето да го напомениме, до Мираж ни излегува нонстоп во пресред, меѓутоа и тие се затворени, и другите хотели беа затворени. А најбитната работа што ние како за услов да имаме основен услов ни е пливањето. Со Струга имаме ние тие услови што ги нуди како местоположба. Ево патеката ние направи према Еврохотел за возење. После да се напомени, немаме граѓанска култура воопшто за возење. Значи тоа е страшно. На улица ако возиш со деца, ти свири на дете позади, детето го фаќат паника, тоа е значи нешто што основно да е. Ево пример обичен на улица, ако одиш некој да вози кола, ако излезе трактор пред него, не му свириш на трактора, возиш позади него. Истото ти е со велосипедизмом. Тие деца се, значи ако некој му свири на сред улица, дете го фаќа паника. Значи тие работи ни се некои многу битни ствари што треба да се направи за да се подобри таа култура, примерот сега што го дадов? Граѓанската култура е самата свест кај самите луѓе. Значи некој може со еден збор да се разбери, некој џаве и да. Така, но на свеста еве гледаме кои се резултатите. Сега ние како општина што може да се направи подобро во Струга општо, што го имаат и другиве градови. За пример да земеме ние Албанија, ние прв овдека да речам комшија кај нас, се каде понапред одидени од инфраструктура, од патеки за велосипедизам, од ред други работи што може и обично спортот да го напреда со тие основни работи. Ние имаме услови што не можеме да ги користиме цела година. Значи, ево, покрај езеро сме, пак ќе напоменам, не можеме да пливаме цела година во езеро. Така, и како се снаоѓат? Моментално сме без пливање, а трките ни ги загажуваат дали намерно или ненамерно. Првите трки државно првенство ни е во мај месец, а ние не сме уште влезени во вода. Така. Бараме не секаков начин. Ангажиравме луѓе да најдат базен имало во Елбасан, да ги носиме во Елбасан, затоа што ни е најблиско, да не одиме до Скопје на пливање да ги носиме на базен. Па изгледа дека ќе имаме таа среќа пак да ни се врати базенот да го отворат барем во хотел Мираж, да почнеме со тренинзи, за да не правиме дополнителни трошоци малтретирање за децата. Само заради најбитната работа во спортот, тоа е пливањето. Така, ајде да позборуваме за вашата соработка која што имате со општина Струга, колку имате поддршка од општината. Па пред се да кажам благодарност до општина Струга. Минатата година после долги години ни излезе во пресред, ни поможи за организација на меѓународното триатлон првенство и државно првенство кое се одржува 15 години во Струга. И се надеваме дека таа поддршка ќе продолжи до нивна страна за уште подобра организација на нашиот надпревар, кој е од меѓународен карактер. Имаме над 150 надпреварувачи секоја година. Така, изградивте тука на вистина супер традиција. Никола, освен што сте тренер, пред се вие сте многу успешен триатлонец. Дали се уште лично за вас постојат предизвици или сте посветени само на децата кои што ги тренират? Да, значи јас имав проблем, ме фатија неколку хируршки зафати. Искористив ситуацијата која беше короната, да направам мала пауза, да се рестартирам, да направам некои операции, постепено се враќам. Значи целта ми е, сакам да земам учество на Ironman, тоа е стварно тешка дистанца, триатлон, каде што има 40 километри, 42 километри трчање, над 200 километри се возење, зависно на која делница каде се организираат, и пливањето е доста захтевно, околу 5 километри. Тоа значи дека сепак си имате и своји лични предизвици, што е навистина одлично. Да. Прво, пред се ми е целта сега во моментов ми се децата. Значи зацртано ми е максимално да се посветам на дечињата, посебно овие неколку категории што ги тераме овие 3-4 години. Сакам да истам максимум од нив, да си зацртат на точка тие некаде во животот каде би се нашле, значи на највисоко ниво. Дали тоа било светски првак, дали олимписки првак, сакам да ги истерам до крај. Значи, сведоци сме дека нашиот клуб и општо Струга има многу потенцијал. Излегли од другиве спортски клубови, а и посебно од кај нас
многу одлични спортисти. Да го напоменам Димитар Јовановски, кој што Така. беше нашиот државен првак, апсолутен државен првак, значи првиот што ме победи од моите деца мене. Сега се остучи, значи се префали на велосипедизмот, моментално е во Словенија и студира таму. Значи ние имаме голем капацитет на деца и штета е да не ги искористиме. Значи сите ако се толку мотивирани како нашиве деца, а верувам нема кога гледаме кај вас на порталите или на радио, нема клуб од Струга кој што бил некаде, а не се вратил со успеси. Така. Навистина имате многу таленти во редовите на клубот. Каде ги гледате тие таленти и тие деца за 10 години од сега? Еве, Димитар, споменавте дека е во Словенија. Убаво е што си замина или тажно е што си замина? За нас, искрено, за децата, значи тоа е, како да речам, идол. За нас е тажно, но за него мислам и се радувам што е далеку, значи што е баш во Словенија, затоа што таму има услови. Не е како кај нас. Секаде во странство се вложува најмногу во спортистите, па од спортистите да се заработи. Кај нас тој процес е малку заостана. Значи, помалку се гледа на спортот како некоја основна дисциплина, значи нешто што е секојдневие, што може некој да напредне од спортот. Буквално, викат најголемите промотори се спортистите. Некој спортист што може да испромовира и да направи нешто за својата држава, не може буквално никој. Ако гледаме од тоа, јас се радувам што замина и Димитар и многу други спортисти. Да, токму затоа прашав, истовремено е убаво за нив, но е тажно во смисло на тоа дека вие заедно функциониравте, го подготвивте, го научивте и некако би било убаво да се створат услови да можат таквите таленти да останат во земја. Да, па јас колку што го научив и многу и од него. Буквално. Значи имаше периоди каде што бевме на припреми, јас учев од него, не тој од мене, затоа што сепак помладите се бестрашни. Значи ние си ги направивме нашите, може да речам 35 години и веќе осеќаваме страв. Не да, сега поинаку гледате на тоа. Поинаку гледаш на работите, а тој гледаше поинаку на работите и некои работи ги учев јас од него. Многу работи децата ги гледа и му остана идол и баш ме радува што е така. И се надевам дека и на овие деца сега што идат во клубот ќе му се идол на наредните. Така, кога сме кај тоа, кажете ми колку членови броите моментално и дали е сега период ова кога можат нови членови да ви се придружат? Значи, моментално имаме активни членови околу 45-47 членови. Проблемот е што не се сите деца ослободени од страво што е во нив и не настапуваат сите на трка. Дали од тоа страв дека е во нив, дали како не знам, трема пред трка, не се доволно храбрени да настапа на трка. Значи, тренираат напорно, има стварно потенцијал во нив, но не се појавува на трка. Ке најдете метод некако да ги охрабрите? Постепено да, значи почна дел од децата сега се пуштаат на некои различни трки, дали било само атлетски трки, дали велосипедски, триатлон, дуатлон, акватлон и пливање, битно се пуштаат. И то баш ме радува, затоа што стварно имаат голем потенцијал, а не и да до израз да го искажат тој потенцијал. Така, верувам дека ќе најдете методи да успеете психолошки да им влијаете за да може да го покажат сето она што го научиле. Јас ви благодарам за ова гостување. Ќе ве следиме во сите ваши следни настапи и трки кои што споменавме дека ги имате многу, па ќе ги информираме слушателите. Само уште не ми кажавте дали е сега период кога можат нови членови да ви се придружат, затоа што сите овие успеси кои што ги постигнувате некако може да бидат мотив за нови деца да дојдат и да имаат таков квалитетен начин на спортски живот. Да, кај нас моментално не само сега, преку цела година се запишуваат нови членови, немаме одреден период на запишување или примање на нови членови, со тоа што како тренер мора да се направам различни термини за со децата. Моментално немаме скроз почетници, никој, значи да ги научиме на велосипед возење, на основни работи, меѓутоа ако има такви, повторно би се оформила таква група. Така, Никола, многу ти благодарам за ова гостување. Споменав, за секи ги информираме слушателите. Јас верувам дека после одредени трки кога ќе се вратите ќе имаме доста причини повторно да ни бидете гости. Фала ви на вас за поканата уште еднашка.
Продолжуваме понатаму со одлична музика. Ова е Play Cafe на Play Radio. You know that something